Добар ден, продолжуваме со програмата на Слободен печат. Со мене во студиото е Илија Николовски, председателот на партијата на пензионери, воедно и дел од владеачката коалиција е оваа партија и господинот Николовски е пратеник. Со него зборуваме прво за проблемите на пензионерите. Тие постојано протестираат, бараат линеарно зголемување 3500 денари, минимална пензија 18.000 денари. Господине Николовски, не можеме да ве видиме на протестите. Ги поддржувате ли овие барања и воопшто пензионерите или не? Прво, благодарам што ме поканихте да учествувам во вашата емисија. Второ, што припаѓате на Слободен печат, вестник кој најповеќе го читам. Што се однесува до протестите на пензионерите, јас како поединец и како партија не сме и секој пат ќе бидеме со пензионерите. И партијата на пензионерите ја токму затоа и формираме да го вратиме достоинството на пензионерите, гордоста и спокојниот живот на пензионерите. Партијата на пензионерите ја формираме во време кога пензијскиот фонд беше во колапс, кога пензионерите не примеа редовно пензија, односно каснеа некој пат до 15 во месецот, во време кога придонесот за пензијско осигурување од 21 се намали на 18%, во време кога се промени основицата за пензионери од 1,81 на 1,60, тоа значи дека пензионерите закаснија со протестите, требаше во тоа време да протестираат, а не сега кога имаме стабилен пензијски фонд. Меѓутоа, токму тие што ги доведео пензионерите во таква ситуација, сега се нафаќаат да ги решаваат проблемите на пензионерите, односно манипулираат со маките и чувствата на пензионерите. Значи, ние ги поддржуваме, а зошто јавно не застанавме протести? Прво, иницијативниот одбор не побара средба со раководството на партијата, иначе да побара средба и денеска да побара и утре кога сака во секој време ќе ги примем. Второ, затоа што се изјаснија дека се непартиски протестите и како ја ќе застанам таму кога се непартиски припадни на партијата, иако организатори се партиите кои го представуваат антиевропскиот блок. Сега ќе ви кажам кој е и тука проблемот. Проблемот е со име и презиме да кажеме, ВМРО е главен организатор, меѓутоа за жал иницијативата ја презеде една друга партија, као што со време на кога беше францускиот предлог, Левица ми ја презеде иницијативата, сега ми ја презеде на мала партија, тоа е партијата на Јанко Бачев, единствена Македонија, која е формирана под теркот на единствена Русија, чиј лидер е Путин. Партија која организираше јавна трибина во хотел Континентал пред неколку години, кога говорник беше главен гост, беше Дугин, идеологот на Путин. Сега, во иницијативниот одбор е тамо еден мајор во пензија, Угриновски Драган, кој стално мене прозива, кој да не кажам што Јанко Бачев за него има пишувано 2019 година, кога едно време се растана, дека се представувал дека е генерал, дека им е украла веб страната, па после им ја продал за 20.000 денари, дека е коцкар, дека парите му биле за тоа потребни, дека учествува во Македонија, протестира, дека ги злоупотребувал парите од диаспората на надувани рачуни, сметки и така натаму, и да не зборувам повеќе, да не темата префрлиме. Дали мислите дека практично на тој начин пензионерите можеби се злоупотребувани заради некои индивидуални цели? Значи, реков причината зашто со тие луѓе не можам да застанам, а пензионерите се злоупотребени за одредени политички цели, зашто
партијата која го организира, дека каже лидерот на таа партија Мицкоски, дека он кога ќе дојде на власт ќе даде линеарно зголемување веднаш во 5000. Сега они барат не 3500, 5000 сите пензионери да добијат. Вие сте во постојан контакт нели во владата, претпоставувам и со министерот за финанси. Може би не 5, меѓутоа има ли простор за некое линеарно зголемување? Што мислите за такво нешто? Јас сега сакам да го искажам моето почитување и разбирање за жртвите на транзицијата, за жртвите на стечајците, за жртвите на кои не им е уплаќено редовно пензиски стаж. Меѓутоа, истовремено не можам да покажам разбирање за тие кои работеле по 15 години па се договорат со газдата да ги одјави, а примаат пара на рака, затоа што стекнале, а такви ги има многу. Или не може да за некои организатори разбирање, например на поранешни кои председатели на општински комитети на Сојуз на комунистите, поранешни председатели на извршен совет на општините, кои упропастиле по неколку фирми, поранешни началници на внатрешни градоначалници, поранешни некои исто така бизнисмени кои упропастиле неколку фирми и сега се во првите борбени редови. Тоа, ако треба, можам да го елаборирам повеќе. Прво, нема економска нити правна оправданост линеарно зголемување. Меѓутоа, ако владата донесе, тоа би било политичка одлука и јас би го тоа поддржал. Меѓутоа, имам едно прашање. Нека ми наведат земја во Европа или во пошироко, ако постои таква земја каде што има линеарно зголемување, нека кажат таква земја. Имавме 3 години за време на режимот на Груевски, кога беа по 500, 600, 610, 615 еднаш во годината и тоа при крајот на годината кога беа и зошто тогаш не се побунеа? Ние сме за стабилен пензиски фонд. Ако тоа се направи, сега што го барат по 5000, ќе го нарушиме стабилноста на пензискиот систем. Тоа се знае дека ќе бидат пари од буџет. Пари ќе бидат од буџетот и ќе дојде пензијскиот фонд во колапс и тие последици ќе трпат внуците на пензионерите, не овие сега што викаат за нашите внуци. Тоа значи дека, ајво да земеме хипотетички некој кој уплаќа во приватен фонд и после треба да добиваат исти процент на пензија. Или сега да земеме имаме ние закон за социјална пензија. Сите тие кои немаат ни еден ден стаж, ништо не уплатувале, имаат социјална пензија, сега и тие барат линеарно зголемување. Колку е сега отприлика социјалната пензија? Сега не знам точно, ама околу измеѓу 7 и 8 илјади социјалната пензија, меѓутоа Кога веќе ја спомнате социјалната, извинете што ве прекинав. Многу критериуми велат има, кога се најуваше некој поголем офат. Сега нема ни 3000, затоа што еве, например, еден податок, ако има и дури земјиште, не може да земе социјална пензија. Што не се случува? Имаме 50-тина, нели само пензионери или 80, колку беа земјоделски пензионери. Да, 73 едно време беа, не знам. Сега, веројатно, тие луѓе, значи, многу има земјоделци што имаат имот некаде таму што никој не може ни да го изнајмат ни ништо, а што немаат ни социјална пензија. Дали тука како партија на пензионери можеби се залагате малку во олабавување на критериумите? Сега тоа одлично прашање и ми е многу драго за тоа прашање што ние сме единствените и во програмата имаме тоа ставено дека условите за пензионерска партија треба да се либерализират, дека сите пензионери треба да имаат, односно сите земјоделци треба да имаат пензија и истовремено се залагаме и фамилијарната, односно семејната пензија, место 70% да се зголеми барем минимум на 80%, затоа што трошоците во семејството остануваат исто, а еден член од семејството заминал. Значи, ние сме единствени кои бараме и закон за минимална пензија.
Значи, Докаде е тоа министерката за труд најави дека веќе има работна група, учествувате во таа работна група? Има работна група која работи на тоа и не би можда би било препотентно да кажам дека главните актери се по стручност од партијата на пензионери. Тоа е при крај и јас очекувам дека при крајот на оваа седмица или идната седмица владата ќе ги објави прво социјалните мерки, а до крајот на годината треба да се донесе и закон за минимална пензија. И ние би биле единствена држава не само во регионот, него во Европа. И на мене ми е драго што партијата на пензионери многу повеќе разноврсни барања има за да се подобри правниот и социјалниот статус на пензионерите, него само овие што протестираат. Едино, ние не сме барале линеарно зголемување. Сите други барања кои ги имаат, ние ги имаме поставувано и многу повеќе од тоа и стручно образложени, со интенција да не дојде до нарушување на пензијскиот фонд. Према тоа ќе бидеме единствена држава со минимална пензија. Ние бараме од како се донесе закон за минимална плата да се донесе и закон за минимална пензија. И на тој начин не би било тоа линеарно, меѓутоа би било нивелирање на пензиите. И ако претходниот режим не го спроведуваше сегашниот закон, кој го они суспендираа 2013 година, сега минималните пензии ќе беа 20.000, а не 12.000. Со согласувањето. Со согласувањето ќе беа 20.000. Тоа треба пензионерите да го знаат. И пензионерите исто треба да знаат дека ние во регионот има земји побогати од нас, а минималната пензија е помала. Ако сакаат образложување, ќе им кажат дека во Србија се уште минималната пензија помала од минималната пензија во Македонија. Имаме едни бројки, нели, што ги објавува Фондот за пензијско и според тие до 12.528 денари, последен податок, мислам, септемвриска пензија објавија. Има дури 25.988 корисници на пензии или 7,68%. Значи тоа се до 200 евра. Да. Може ли некако на нив да им се помогне? Со минималната пензија што може да очекувате? Може ли да откриете за каква сума станува збор, за какво согласување? Јас можам да открием што ние бараме, а што владата ќе донесе, тоа би било сега спекулација и не би било коректно. Ние бараме да се минималната пензија да биде минимум 70% од минималната плата. А просечната пензија да биде 60% од просечната пензија. Тоа значи сега веќе од прилика да нема испод 14.000. Испод 14.000. Србија се борат, видите, во нашите барања сме подобри. Србија се борат да просечната пензија биде 50% од просечната плата. Меѓутоа, за жал, ние прв пат во историјата имаме помала просечна пензија од минималната плата. Тоа е благодарение на зголемувањето на минималната плата која беше 9.000, па сега 21.000, колку е таму 150. 20.122 денари, така објавија просечна пензија. Дојде до тој дисбаланс. Јас стално во пратенички прашања тоа неколку пати дека е нарушен дисбалансот измеѓу минимална плата и минимална пензија и минимална, односно просечна плата и просечна пензија, со односот измеѓу најмала и најголем, а ако се донесе закон за минимална и тој дисбаланс ќе се подобри во корис на тие со минимална пензија. Пензионерите мора да знаат дека пензионерите треба да делат судбината со работничката класа. Треба да делат и затоа не е реално да бара да биде минималната пензија колку и минималната плата. И треба да знаат дека пензијата е економска, а не социјална категорија и затоа постојат социјални мерки. Секоја држава во рамките на своите можности донесува одредени и презема одредени социјални мерки и очекуваме дека со новиот пакет кој се сега преговара, дека ќе се донесе пакет на социјални мерки
социјални пакети, меѓутоа да не сватат пензионерите дека се тоа некои пакети, тоа се финансиски пакети. Оти има вика што ќе ми на мене пакет. Не бе викам тоа се работи за пари. И ние предлагаме сега ќе видиме да бидат во 3 групи. Првата група има највеќе износ има тие се до 14.000 кои има. Втората група да биде до 16.000 и третата група до 19.000 и тоа да биде за месеците ноември, декември, јануари и февруари. Во март има ново усогласување пензиите. Исто, кои ќе бидат социјално загрозени, пак ќе добијат некои социјални пакети. И ние сме земја во регионот која што се однесува до социјални мерки и пакети, сме лидери во тоа. Како се врши усогласувањето? Многу пати сме го кажале, усогласувањето сега тоа е така наречен швајцарски модел и се покажал како најдобар. Сега има нијанси. Тоа значи 50% од односно од просечната плата и 50% од трошковите на живот од претходниот растот. Сега негде има во некои земји една зависи кој ќе биде например може да биде 60% од трошоците на живот во односу на платата. И мислам дека би било тоа подобро за пензионерите. Меѓутоа воглавно сега во моментот е 50% од растот на просечната плата и 50% од растот на инфлација. Модел и кој се покажал како најдобар. И имаме ние сега процентуално за жал имаше сега економска криза, енергетска криза и така да кажувам здравствена криза во тој период. Ако погледнеме во проценти, во тој период се минималната пензија порасна за 47, околу 48 може да сега. Така и усогласувањето ќе биде големо со оглед на растот на инфлација, меѓутоа инфлацијата пак ќе го изеде, да кажем. Да, го изеде инфлацијата, меѓутоа сега веќе очекуваме дека инфлацијата ќе се намали и се намалува и ќе се доведе во нормални рамки. Да позборуваме малку и за членарината. Таа е по 30 динари месечно се издвојува. Поврзана е со оној фонд за солидарност, популарно наречена посмртнина. И практично не може да подпишете документ дека сакате да издвојувате пари за посмртнина 150 денари, а да не издвојувате 30 денари за солидарниот фонд. Тоа нон-стоп предизвикува бурни реакции, веќе заклучно со септември на фондот за пензиско повторно податоци, тоа се 1.400.000 евра собрани пари. Дали вие сметате дека тоа треба да биде врзано едно со друго? Апсолутно би бил така, како да кажам, дека се додворувам на некој и популистички, тоа никако не сме да биде поврзано. И ние сме уникатни по тоа прашање. Ние сме единствената земја во Европа каде е поврзано чланарината и солидарниот фонд. И тоа предизвика исто големо незадоволство кај пензионерите, не се да предизвика сега него во континуитет тоа незадоволство и токму затоа се формира и тоа движењето тука сме. И една од главните цели и задачи на тоа движење односно движење, јас овие денови бараше средба со мене, јас ги примив, председател на собранието Талат ги прими, координаторите на пратенички групи и они бара да се раздвои чланарината од солидарниот фонд и јас сум за тоа да се раздвои, затоа што има здруженија, има толку многу пари да не знаат како да ги потрошат, има по 700-800 илјади пари на своите сметки и до второто незадоволство што луѓе по 5-6 мандата се председатели на здруженија и така да имаме кој За крај, бидејќи во интерес на времето, ќе ве прашам едно политичко прашање, дали како коалиционен партнер во владата сметате дека е добро да има предвремени избори и дали треба да бидат одвоени или заедно парламентарните и председателските избори? Поштено да кажам, ред е еднаш во оваа држава да нема предвремени избори. Тоа би било ред и коректно да една влада се истера тој мандат и јас тоа би го поддржал. Што се однесува до одвоени избори, има и
и едното и другото, меѓутоа што се однесува до трошковите, никој не се бунеше порано кога на секои 2 години се одржуваа избори и кога Груевски закажуваше од аеродром избори, така да ние како партија сме да бидат одвоени изборите председателските од парламентарните и не држи тоа дека трошковите ќе бидат многу поголеми. Само трошковите ќе бидат поголеми за спроведување на изборите во диаспората. Другото горе-долу е све исто, затоа што посебни одбори работат, посебни материјали се прават за председателски, се мора да се направи и за едните и за другите. Едино трошковите во диаспората тоа ќе биде поголеми трошкови. Така да ние како партија сме да си бидат изборите редовни во законскиот рок. Господине Николовски, благодарам што бевте денеска со нас. Продолжете да не следите, продолжува програмата на Слободен печат. Благодарам јас.